Младите во земјата и понатаму остануваат во фокусот на најголемата политичка партија ВМРО ДПМН. Низа нови мерки содржани во предизборната програма, посветени токму на нив, денес беа промовирани пред младите во Штип. Денес посебно ставаме акцент на проектот Part-time работа за млади луѓе. Во неговата содржина се предвидува 4-часовно работно време за студентите на јавните и приватните универзитети, при што компаниите кои што ќе ги вработат тие млади луѓе во период од 1 година ќе добијат ослободување за задолжителни социјални придонеси, како и за ослободување од персонален данок за доход. Целта на овој проект е примерно да се изврши аклимација на младите луѓе за пазарот на труд во Република Македонија и сметаме дека ефектите кои што тој ќе ги постигне ќе ја подобрат севкупната економска состојба. Преку основањето на Универзитетот Гоце Делчев, младите од истокот повеќе години ги чувствуваат бенефитите од овој незначаен проект. Освен тоа, досегашните проекти кои во голема мера го подобрија начинот на живот на младите и понатаму ќе продолжат да се спроведуваат. Универзитетот Гоце Делчев е еден од најголемите проекти направен во Источна Македонија за зачувување на младото население и намалување на трошковите на фамилиите на тие млади лица. Големиот број на спортски објекти, големиот број на мерки за млади се поттик повеќе да младите можат лесно да одлучат и на 11 декември да го дадат својот глас за оние кои што мислат добро на младите, за оние кои што мислат за напредокот на младите лица во Република Македонија. ВМРО ДПМН е единствената опција на овие избори. Би сакал да набрам неколку проекти кои беа многу важни и кои врз основа на тоа им помогна на младите да имат подобар и поквалитетен живот. А тоа е Купи куќе, купи стан, проект кој е многу важен. Вработување и ослободување на вработување на млади до 29 години, ваучери за лаптопи и таблети, значи бесплатен превоз за учениците, за студентите во Скопје, меѓутоа и секоја трета сабота за патување до Скопје од местата кај што живеат и многу други проекти кои се во интерес на граѓаните, како и за младите средношколци бесплатни учебници, компјутери за секое дете и понатаму ќе продолжи ова програма да ги стимулира и да помага на младите, бидејќи иднината е во младите.